Добре дојдовте на новата епизода на подкастот Vision of Voices. Денешен гостин е Тања Брковска, сертифициран животен тренер и автор на мотивациониот приученик за секое дете. Добре дојдовте, Тања. Добре дојдовте. Благодарам на поканата и многу ми е драго што сум тука. Можете малце да објасните на публиката што поточно представува вашата работа, животен и бизнис тренер? Да, сега веќе тоа е во подем, има многу лайф коучеви, односно кај нас во превод тоа е животен тренер. Значи, за да некој стане животен тренер, пред се треба да има одреден број на години. Треба да има одредено животно искуство кое што го донело во ситуација да може да го работи тоа што го работи. Втората работа е да самиот има поминато некој процес на трансформација. Ако си го направил самиот ти тоа и ако имаш резултати од истото, тоа значи дека си веќе подготвен тоа да го пренесеш на другите. И третиот услов е да бидеш сертифициран од некој мастер кој што навистина ќе каже дека ти можеш понатака да се занимаваш со таа работа. Рековте дека мора да има години, например, од колку години може да започне со? Па мислам дека можеш да бидеш учител, односно да пренесуваш знаење некаде над 45-та година. Треба одредено, некогаш вие помладите мислите на 20 дека се знаете, дека апсолутно сите работи ви се јасни, но сепак има нешто што значи искуство, има нешто што значи живот и навистина. Јасно. Годините носат нешто такво. Како вие започнавте да се занимавате со оваа работа? Јас во животот работев многу работи. Една од причините што го работам на ова е да им помогнам на младите да не лутаат толку колку што јас сум лутала. Значи, јас имам работено сигурно во 3-14 фирми со сосема различна бранша. Секаде сум била окей и успешна затоа што сум била одговорна и исполнителна во однос на обврските кои што ми биле задавани, но никогаш не сум била среќна. Сега прв пат јас сум среќна со ова што го работам. Моментот на мојата одлука беше мојата лична трансформација. Значи, кога јас се сменив од таква личност каква што бев, значи повлечена, лесно повредлива, ранлива на секое ниво, било кој кога ќе кажеше нешто, јас мислев јас сум виновна за тоа. И требаше, нели, период на промена каде што јас научив да се сакам себе си, научив да си верувам, научив да го живеам мојот живот без притисок од околината, знаејќи што сакам и каде одам. И тогаш, кога го направив тоа самата, одлучив дека морам да се сертифицирам за да тоа знаење го пренесувам. За да младите луѓе што порано дојдат до сите тие убавини кои што животот ни ги нуди и свесност за моќта што ја имаме во нас. Посебно моќта на љубовта. Дали младите се заинтересирани да ги посетуваат овие ваши предавања, ваши совети? Да, многу млади се заинтересирани. Сакаат да разговараат, дури сум изненадена. Јас со возрастни луѓе, имам клиенти на 40 и 45 години што ми кажуваат дека првпат во својот живот со некого разговараат за своите емоции. А децата од 16-17, значи со помали не работам, доаѓаат и знаат да ги дефинираат своите емоции. Значи, знаат да разговараат за емоциите, што ми е посебно драго. Само така можеме да ги надминуваме. Јасно. Кои се најважните принципи и кои се темели на вашата работа? Основниот принцип е да ги научам сите околу мене да се сакаат себе. Основниот принцип е тој. Начинот преку кој што се работи се поставување на прашања и никогаш не е давање на совет. Затоа што јас не знам што е добро за тебе. Не знам што е добро за тебе. Знам само што е добро за мене. И јас можам да ти поставам прашања преку кои што ќе те донесам до твојот одговор за тебе. Не смеам да давам совет никому. Да. Но принципот е тој, тргнуваме од љубовта, прво кон себе, па после кон сите други. Дали имате некој млад човек кој што можете да споделите како вие му имате помогнато? Не сакам да зборувам. Мислам пообично зборувам за сите.
што се случувало и како одало. Најкарактеристични се тие кои што се запишуваат на факултет, почнуваат и после првата година, кога не им се положени сите испити, размислуваат дали да се откажат. И тоа е правиот момент кога почнуваат дома кавгите, ти се запиша, треба да учиш, треба да продолжиш, тоа е перспективен факултет се, а детето не знае дали одбрало вистински. Значи, доаѓа во некој момент кога несигурност се појавува. Е тогаш доаѓа, разговараме и имам неколку такви случаи кои што после тие разговори, сега се веќе дипломирани, посебно тие од финки, они знаат така да дојдат во некоја криза. Така да тој ми е со младите, мислам дека тука е околу издржливоста во она што го прават, значи посветеноста на нештото и во изборот. Исто многу доаѓаат кога треба да изберат факултет или кога треба да патуваат во странство. Значи одделувањето од дома, моментот кога треба да се осамостоиш, влијае на сите нас без разлика колку години имаме, посебно на младите, така да тоа се некои теми за кои што највеќе разговарат. Тие не се лесни избори. Да. Затоа. Треба да бидат лични, за да не биде утре ме натера, морав. Треба да се работи со љубов. Треба стварно да биде личен, затоа што страста што ние имаме кон некоја работа, таа треба да не води. Кои се најтешките предизвици со кои се соочувате во оваа работа? Тешки предизвици. За вас не верувам дека да би им. Да, во принцип не може да има тешки работи затоа што предизвикот, самиот збор предизвик, кажува дека ме влече нагоре, дека е тоа нешто што треба да го откријам, нешто што треба да видам што е, нешто што, не знам, Пипи долгиот чорап, дали сте го гледале филмот, значи она кажува, еј, ова никогаш не сум го правила, сигурно можам. Така да јас тргнувам со тоа мото кога треба да се направи нешто што е прв Да пат. откриете. Некако, да. Да знаете. Јасно. Како технологијата и дигиталните алатки можат да се користат еве за личен развој, бидејќи технологијата секојдневно се развива и се повеќе и повеќе се изложени на таа технологија, но знаеме за лошите влијанија. Како може тоа да се искористи и да има добри влијанија за нас? Се зависи од нашиот избор, затоа што тоа што е лошо за некого е добро. Не можеме ние да кажеме точно, може да се 10 животни тренери кои што имаат своји видеа и било што постирано, и за сите 10 да има одредени клиенти кои што ќе бидат заинтересирани за да работат со нив. Значи немаме тука некаква поделба. Технологијата е таа која што ни ја дава можноста. Значи полесно да стигнеме до информации, побрзо да дојдеме до нешто што е направено, измислено, пронајдено, ама наше е да избереме. Значи она што технологијата може да го направи секогаш е во ред ако го избереме правилното. А што би порачале на луѓето еве што почнале да работат на својот личен развој, во која насока да продолжат, да кажем? Сето тоа што го прават за себе и својот развој е во ред. На каков начин да го прават? Секој чекор направен напред е чекор, без разлика дали од 2 см или од 50 см. Но она што се постигнува со помош на животен тренер е брзината на остварување на тие работи. И јас сум пробувала сама. Значи, добри 10-15 години сум читала книги, сум се обидувала, сум внимавала на речникот, сум употребувала термини кои што имаат повисока вибрација, но не сум успела така брзо да ја направам трансформацијата кај себе. Тоа е разликата од работа сам во работа со тренер. А сите што работат сами само да продолжат. А кои се Не најчестите застануваат. кои се најчестите пречки со кои можат да се соочат и оние кои што работат сами, но и оние кои, да кажеме, посетуваат некој тренер? Кои се најчестите пречки за... Најголемата пречка е откажувањето. Непосветеноста на тоа што го правиме. До тоа доаѓа кога ние не веруваме во себе.
Значи ќе тргнеме нешто да правиме, првата сопка што ќе се појави, втората викаме не, мене за ова не ме бива. Не, јас не можам ова да го направам. Не, јас, значи повлекувањето е најлошото нешто. Мислам дека за ова треба дисциплина. Од самото себе да се Апсолутно. дава. Треба да се врати војската. Да. Може Да да се се каже. научи дисциплината. А Сега рековме, вечињата не знам што ќе прави. спомна во најавата дека сте автор на мотивацијски прирачник за сечие дете. Откаде ви идејата еве да напишете таков прирачник и што всушност представува прирачникот? Прво ќе кажам за насловот. Се вика за сечие дете, затоа што е буквално за секого, сите сме ние нечии деца. Без разлика колку години има. Прирачник е заради тоа што не е книга која што се чита и се оставя и кажувам сум ја прочитала за сечие дете, туку постојано се навраќаме на одредени теми кои што се во неј заспомнати и обработени. Значи имаме простор за забелешки, на секоја тема скоро имаме некое домашно кое што треба да размислиме, да си напишеме. Тоа се теми од животот, нормално. Ништо што е овде напишано не е сега измислено. Значи се веќе го знаеме, само не го применуваме. Мојата тенденција е да се применуваат овие алатки за да ни го олеснат животот и за побрзо да одиме напред. Она на што сум посебно горда е букмаркерот, кој што ја дава пораката дека постои една личност на која што треба да ја веруваме и да ја сакаме, за да можеме да успееме. Таа е од страната на букмаркерот каде што е огледалото. Значи, нашата свесност дека сме ние ликот кој што може најмногу да ни помогне. Кои книги или ресурси би препорачале за оние што сакат да работат на својот личен развој? Има навистина многу. Јас не можам да двојам, сите што почнуваат некако со TikTok, подкасти, видеа, од многу различни, да. Затоа кажувам дека е важен нашиот избор. Значи да осетиме, кога учиме нешто, без разлика дали е книга, дали е видео, од каде и да ги влечеме податоците, треба да ја осетиме енергијата на тој што ни го дава тоа. Ако таа енергија е во склад со нашата, ако можеме да ја прифатиме, тогаш продолжуваме да го правиме тоа. Тоа сакавме да слушнеме од вас. Да. По тоа што денес, на денешниот време, младите повеќе се замарат со интернет и повеќе се во депресија. И што препорачувате да излезат од ова депресија, например, од овие проблеми? Да почнат да се сакаат себе си. Тоа, значи, да почнат да сакаат на себе си, тоа е важно. Клучното е тоа, да почнат да се сакаат себе си, да почнат да веруваат во себе, дека можат, дека ќе успеат во било што ќе го посакаат, ама да го посакаат со страст. Да не биде само не ми давај памет, дај ми пари. Обично така знаат да реагираат. Така да моментот кога ќе се запознаат себе си, кога ќе се засакаат и кога ќе почнат да делуваат во согласно со вербата во себе, се ќе се смени. Тука нема простор за депресија и за анксиозност, ако се сакаш себе. Кога сме веќе кај книгите, зошто вие ја напишавте таа книга или како дојдовте до тоа да напишете своја книга прирачник? Мене пишаниот збор ми е многу близок, многу одамна. Пред 30 години имам издадено една збирка поезија и постојано нешто сум пишувала. Но никогаш со тенденција дека ќе издадам книга или од кога почнав да се бавам со коучингот, цело време имав некои прибелешки на тоа што е многу важно, што треба сите да го знаат. Ама е многу едноставно. Значи секој може да го разбере, до секого може да допре. И се случи короната. За мене е еден прекрасен период во кој што има време да седнам и да ја напишам. Инаку ако останеше темпото на живот како што беше претходно, веројатно до ден денес немаше да излезе прирачникот. Така да тоа беше патот да пренесам нешто што секој го знае, а треба да почне да го применува. Кога повторно би имале 16 години, што би направиле и како би постапиле вие? Колку убаво прашање.
Да имам временска машина и би сакала да има повторно 16 години. Кога работам со помлади деца или со мали дечиња, јас сум уствари тетка Љубов, која што им дели срценца, им подарува љубов, многу се гушкаме, многу сме срекни кога ќе се сретнеме. И еве имам повторно 16 години, јас би сакала да некоја од моите тетки биде мојата тетка Љубов, со која што би можела да разговарам за се, на која што би можела да ја кажам се, затоа што сите ние на 16 години имаме свои тајни. Имаме свои тежини што мислиме дека се најстрашни и тоа. Тие апсолутно немаат никакво значење понатака во животот, за да ние тие години ги поминеме во размислување за тоа дека нешто правиме погрешно. Или дека треба нешто повеќе да направиме, или дека... Значи, да имам некоја тетка која што ќе ми каже дека имам само 16 години, животот е пред мене, се што ќе направам е добро, се што ќе почувствувам длабоко во своето срце и ако го направам, тоа ќе биде вистинското за мене. Дека секогаш кога ќе ми треба некаков разговор со некого, ќе имам каде да отидам, ќе имам каде да поразговарам. Да имам сега 16 години, би знаела дека имам право да го кажам своето мислење, дека имам право да се пожалам, дека имам право да кажам било што мислам, без разлика што некогаш возрастните мислат дека тоа не е во ред сега да го зборуваш или не знам. Така да, тие се тие волшебните години, кога мислиме дека сме возрастни, другите мислат дека сме деца. Тоа е некој преод на себе спознавање, тогаш се откриваме и себе си, така да би сакала, ако повторно имам, да имам некој што ќе ме води низ тоа. И посакувам сите деца да си имаат поддршка во некоја личност, не се тоа секогаш родителите, односно најретко се родителите, личност на која што ќе може да и се довери, со која што ќе може да разговара, затоа што она што ние го имаме како емоција меѓу себе сите во семејството е таа која што не тера некогаш да имаме премногу грижа, премногу да бидеме затворени во тој круг. А кога е тоа некој од надвор, ги гледа тие работи како да се подинамични, полесно можат да се сменат, полесно може да поминат. Затоа треба слобода, како што рековте од почетокот, нели, се што ќе сакате да направите во 16 години. За мене е битно да има слобода, нели? Ако имаме слобода, има се за нас, например. Да, треба да имаме слобода, но сега да не се разбереме погрешно. Има дел во кој што ние треба да направиме некаков избор, да донесеме одлука за тој избор што сме го направиле, но и да ја носиме одговорноста за донесената одлука и за направениот избор. Одговорноста да е не важна. биде после дека ја го направив тоа. Така да има еден след на работите кој што треба да се почитува. Зошто е важно младите да имат цели? Целите се тие кои што не држат во животот да можеме да чекориме низ него. Ако немаме ние никаква цел во животот и не знаеме каде одиме, тогаш исто е дали нема да тргнеме или ќе тргнеме по било кој пат. Целта која што ќе си ја представиме може да претрпи промени во текот на патот додека одиме на кај неа, но треба да постои. Тоа е една сила која што не води да чекориме низ живот. Буквално, целите можат да бидат различни, нели, но може и да растат. Значи, да биде една, па после тоа да се зголеми, па да стане друга, ама да биде содржана првата во нејзе. Така да, тука треба да дојде до израз нашата креативност. И кога сме креативни, нашиот живот е исполнен. Значи, не сме мрзеливи, не седиме цел ден пред компјутер или не скроламе на телефонот или тоа, него креативноста не поттикнува постојано да правиме нешто, а креативноста и мотивацијата излегуваат од моментот кога имаме поставено цел, значи кога сакаме нешто да постигнеме.
кога имаме желба да направиме нешто. А што е разликата меѓу мотивација и дисциплина? Разлика, може би и не постои кој знае колкава разлика меѓу мотивација и дисциплина, затоа што ако ти си мотивиран, ако точно знаеш зошто сакаш тоа да го направиш, дисциплината доаѓа сама. Ако се ставиш во дисциплина, ред, ова ќе го правам а немаш мотивација за тоа да го правиш, тоа е нешто што не е блиско до твоето срце, тогаш ни дисциплината не може да заврши многу работа. Значи мора да се заедно, да имаш зошто, да бидеш мотивиран и самата мотивација да те натера да ставиш Да си даваш збор сам на себе. За крај ќе можете ли да дадете на младите еден совет или препорака за како понатаму? Јас имам направено едни срценца. Тие се антистрес срценца. И на нив е слоганот "Биди љубов, шири љубов". Тоа што можам да го порачам до сите, не само до младите, но посебно до младите, е да се сакаат себе. Треба прво да бидеме љубов, за да можеме да ја шириме. Не можеме да го дадеме тоа што го немаме. А овие срца исто така ни требаат кога сме сами и кога ни треба малце љубов на себе да си дадеме, тоа можеме да го направиме. Кога имаме спроти нас некој кој што сака да се расправа со нас и да се кара, може само вака да му пратиме малце љубов, па ќе се смени и ќе може да комуницираме нормално. Така да мислам дека клучот е во љубовта. Прво, себе сакањето, после тоа сакање на сите околу нас. Ви благодарам на убавиот разговор. И јас ви благодарам. И едва чекам пак да ме викнете. Овде е крајот на денешниот подкаст епизода. Се надевам дека ви се допадна и се гледаме во некој понатамошен подкаст. Да не заборавате да ставате лайк и за следење од другите страници и кликнете subscribe. Се гледаме, останете со нас.